Несоа пред нотар изјави дека се откажуваат од нивниот мандат и сметат дека со тоа престанува нивната функција за пратеник. Мора да укажам дека јас ќе гласам за ова точка која што ја ставивте на дневен ред, бидејќи токму така професионално пратениците вршат својата функција. Согласно членот 63, кој што го цитиравте, во Уставот на Република Македонија стои дека мандатот на пратениците го верификува Собранието и почнува да тече од конститутивната седница на Собранието, значи од 10 мај. После 10 мај имаме ситуација која што е спорна од страна на колегите од опозицијата и велат дека тие поднеле оставка и дека веќе не се членови на овој парламент. Сакам само да ја потсетам јавноста, бидејќи убедена сум дека тие тоа го знаат и знаат да го читаат Уставот. Членот 65 од Уставот вели пратеникот, став 1, пратеникот може да поднесе оставка и тоа е неспорно. Меѓутоа во ставот 2 се вели пратеникот оставката ја поднесува лично на седницата на Собранието. Значи, откако на конститутивната седница го верификувавме мандатот на сите пратеници во Собранието на Република Македонија, единствено некој кој што може да поднесе оставка и тоа пред Собранието, лично на седница, секој пратеник. Што значи дека, ако колегите од опозицијата не сакат повеќе да бидат пратеници и сакат да го вратат мандатот, што го добиле од граѓаните на Република Македонија, тогаш треба лично на седница да го направат тоа, за да може да се смета дека тие не се веќе членови на овој парламент. Воспротивно, како што е сега, нормално е да го почитуваме Уставот на Република Македонија и членот 63 и членот 65, бидејќи таков институт пред нотар да се поднесува оставка за мандат кој што ви го дале граѓаните на Република Македонија не постои.